Our last presentation, the presentation of this evening, Последната наша презентација, што ќе ја видиме оваа вечер, will not have so many historical details, нема да има толку многу историски детали, no theological thoughts, ниту теолошки мисли, but will be a biblical approach. меѓутоа ќе имаме еден библиски пристап. Our subject is entitled Темата носи наслов From the Forbidden Tree to the Forbidden Gospel. Од забранетото дрво до забранетото евангелие. You see, there was a time when Jesus, the Word of God, created this world. Беше некојаш едно време кога Словото Божјо, односно Исус, го создаде овој наш свет. The man was placed in what the Bible is calling the Garden of Eden. Човекот беше поставен да живее она што Библијата го нарекува како Едемска градина. In that garden were two trees. Во таа градина беа две дрва, се наоѓаат две дрва, The tree of life покрај останатите, мислам, да. Дрвото на животот and the tree of knowledge of good and evil. и дрвото на познавањето на доброто и злото. The forbidden tree was forbidden by God Забранетото дрво на второто беше забрането од страната на Бога, for men not to eat from it, за да човекот не вкуси од него, because God knew that in the day when men shall eat from the forbidden tree, затоа што Господ знаеше дека во денот кога човекот ќе вкуси од тоа дрво, he will surely die. тој сигурно ќе умре. Now, Adam and Eve eat from that tree, Сега ја знаеме, нели, историјата, Адам и Ева сепак вкуси од тоа дрво, and in that day, God showed them what death is. и во тој ден Господ им покажа како изгледа смртта. Иако тие не умера, нели, тогаш. An animal was sacrificed for their sin, Беше жртвувано едно животно заради нивните гревови, symbolizing the sacrificial death of Christ. символизирајќи ја жртвената смрт која што ќе ја даде Исус подоцна. In that day, God removed from them Во тој ден Господ од нив the clothes that they made to cover their sin, ја отстрани она облека од смоквино лисје кое што тие ја користеа за да си ги покријат гревовите. and he made them clothes from skin. И им направи облека од кожа, од животното кој што беше принесено. Probably from the skin of that animal or animals that were dying for Значи, their sin. веројатно, најверојатно, токму од тоа животно кое што умре заради нивните гревови. By this, God preached them the gospel. Преку ова нешто, Господ им го проповедаше Евангелието. The wage of sin is death, Дека казната за гревот е смрт. and the wage was paid in full by God, manifested in the flesh. А таа казна беше целосно исплатена од страната на Бога, кој што стана тело. This is a part of the gospel. Ова е дел од Евангелието. The other part of the gospel is А другиот дел од Евангелието е that God does not let us to close ourselves with what we produce, with what we are doing, sowing or дека He does not let us. Дека Господ не ни дозволува да ние се облечеме во наша облека без оглед на тоа како би ја произвеле, значи таа облека. This means that he not let us to be clothed with our own righteousness, Со други зборови, сака да каже дека Господ со тоа не дозволува да ние се облечеме во својата собствена праведност. but he dress us with the righteousness of the Lamb. Туку не облече во праведноста на јагнето. Now, this gospel, Ова Евангелие, Satan does not want you to understand.
Сатаната не сака да го разберете. That's why we speak about from the forbidden tree to the forbidden gospel. Затоа темата и носи таков наслов од забранетото дрво до забранетото евангелие. We have a first quote from Spirit of Prophecy. Го имаме првиот цитат од Духот на пророштвото. Satan declared, yeah. Сатаната изјавил дека е невозможно за Адамовите синови и керки да го држат Божиот закон и така го обвинил Бога за недостаток на мудрост и љубов. Ако не можеле да го држат законот, тогаш грешката е кај законодавецот. Луѓето кои се под контрола на сатаната ги повторуваат овие обвиненија против Бога, тврдејќи дека човекот не може да го држи Божиот закон. Heavy words. Тешки зборови. Men who are under the control of Satan. Луѓе кои што се под контрола на сатаната Are saying that we cannot keep the law. велат дека ние не можеме да го држиме законот. Adventism is in peril. In danger. Адвентизмот е во опасност. Why? А зошто е тоа така? Because we began to develop in our own ranks Затоа што во нашите собствени редови започнавме да развиваме ideas that does not belong to this church. идеи кои што не и припаѓаат на оваа црква. Now, as Adventism is becoming more and more closely or in likeness with evangelicals, Како што адвентизмот се повеќе и повеќе наликува на евангелистичкото евангелие, even this likeness sounds to be something beautiful, some like a brotherhood. сето ова на некој начин заликува на нешто убаво, на нешто како братство. This likeness involves some problems. Меѓутоа, ова наликување на евангелистите всушност опфаќа и некои проблеми. If we believe like him in regard to the gospel, about the gospel, yeah, Ако веруваме како останатите, како евангелистите, во врска со евангелието, if we have the same concepts on righteousness by faith, on human nature of Christ, of sin, ако ги имаме истите концепти околу праведноста преку вера, околу природата на гревот или people will become confused in regard to what Adventism is. тогаш луѓето ќе се збунат околу тоа што е адвентизмот, што представува адвентизмот. And they won't see Adventism as something different, set apart. They won't see. They will not Тие see. нема тогаш да го видат адвентизмот како нешто посебно од останатиот христијански свет. And they will believe that Adventism is like the other churches. И ќе веруваат, нормално ќе бидат наведени да веруваат дека и адвентизмот е исто како и останатите цркви и верувања. And this will be a problem. И тоа би бил голем проблем. Because evangelicals who are already united with Rome Затоа што евангелистите кои што веќе се соединети со Рим, at the end will unite with the state. на крајот ќе се соединат и со државата. And if we as Adventists have followed their path in evangelical thinking, И ако ние како адвентисти го следиме нивниот пат, во нивниот начин на размислување, we are in danger to not see where their paths are going. ние сме во опасност, затоа што нема да видиме каде одат тие нивни размислувања и патеки. Trying to find things that we have in common with them, Обидувајќи се да најдеме нешта кои што се слични или заеднички со нив, we won't be in search of an identity, Adventist identity, нема да бидеме во потрага по адвентистичкиот идентитет, but we will find or we'll search an identity that is common, туку ќе бараме и ќе најдеме идентитет кој што е заеднички,
multicultural and evangelical. Мултикултурален и евангелистички. That's why Adventism is in danger. Затоа, токму затоа адвентизмот е во опасност. And everybody, from youth to the old men and women, should understand this. И сите, од мало до големо, значи треба да го разбере ова. I want you to read something said by Би сакал да ви прочитам нешто Donald Dayton, who is a professor in the Baptist Church. од Доналд Дейтон, кој што е професор во Баптистичката црква. In 2007, the Adventist Church had a symposium 2007 година Адвентичката црква одржувала симпозиум, because in that year there were passing 50 years since the publication of Questions and Doctrine. бидејќи таа година помина, се славя да кажеме така, на тој начин 50 години од излегувањето на книгата Доктринални прашања. Се сеќавате 1957 излезе. And Donald Dayton was invited to speak. И Доналд Дейтон бил на тој симпозиум повикан да држи говор. His theme was entitled Неговата тема била под наслов Some Reflections. Одредени рефлексии на адвентистичкиот идентитет од страна на Somebody that from outside sympathize you. Значи, да, некој аутсайдер кој што има симпатии кон црквата на 50 годишнината од издавањето на Доктринални прашања книгата. Now, please be very careful what he was saying then. И сега бидете внимателни што тој кажал тогаш во тој говор. Потоа вели би го повикал адвентизмот да ги истражи своите собствени извори за да овозможи една поширока христијанска традиција да изврши на дополнување на овие прашања. Ова е секако повисок позив од напорите да се асимилирате кон евангелската традиција која што изгледа доминира во таквите дискусии, како што е случајот со доктринални прашања. Се плашам дека адвентизмот би можел да си го продаде своето наследство за чинија леќа, чорба. Do you understand? Дали го разбираме ова што го кажал овој човек? A Baptist professor Баптистички професор is inviting us не повикува нас to explore our own sources, да ги истражиме нашите собствени извори, not to go and to assimilate evangelical gospel. а не да одиме и да го асимилираме, да го прифатиме евангелското евангелие. He invited us do not sell Adventism Тој не повикува да не си го продадеме адвентизмот for a pottage, like who? за чинија чорба како кој? Исов. Esau. Исов, да. За црвената леќа. Also heavy words. Исто така тешки зборови овде читаме. Unfortunately, За жал, some of us have betrayed Adventism. некои од нас го предадоа адвентизмот. Now it's our duty to redeem it. Е сега наша должност е да го повратиме. Let's read something from Ellen White. Да прочитам нешто од Елен Вајт. Зошто браќата со таква драгоцена вера не го сваќаат тоа во секое време, дека кога Господ му испраќа посебна вест на народот, сите сили на конфедерацијата на злото се фаќаат за работа за да го спречат словото на вестината да стигне до оние што треба да го примат. Ако сатаната може да го воодушеви умот и да ги разбурка страстите на оние кои што тврдат дека веруваат во вистината и така да ги наведе да се соединат со силите на злото, тој би бил задоволен. Ако еднаш успее да ги натера да се наклонат на погрешната страна, тој со тоа успел да ги постави своите планови да ги води на долг пат. Преку своите измамливи троштини тој ќе ги натера да делуваат според истите принципи кои тој ги усвоил при своето незадоволство на небото.
тие прават чекор по чекор во погрешен правец, се доека се чини како за нив да нема друг правец освен да продолжат понатаму, верувајќи дека се во право, негувајќи горчливи чувства кон своите браќа. I think what we have read, it will be touching to you. Мислам дека ова е доста дирливо за вас, ова што го прочитавме. Now, what do you think was the main subject of our study this week? Што мислите, која беше главната тема на нашите проучувања, нашето проучување во текот на седмицата што го имавме? According to the title, it was the legacy of light. Okay. I'm Добро. agree. It was the legacy of light. Да, But наследство на светлината, но the light has many subjects. имавме други подтеми, да кажеме, значи, во Which subjects do you consider to be the most important from our study? There Кои- were many subjects, but which was да, the most повеќе теми important? офативме, меѓутоа за кои мислите дека беа најважни? Face to face with the responsibility. Yes. Can Да. be that we have a responsibility, a big responsibility. Точно е, имаме голема одговорност. Something else? Нешто друго, некој ако има? Perfection. Perfection. Yes, it is. Да. And has something to do with the grave. И има некаква врска со гревот. The right definition of... Yes, also the right definition was a very important Много key. But важна тема беше и нели да се свати точната дефиниција за гревот, но why was or why is the definition of sin so important for us? но зошто за нас е толку многу важна точната дефиниција за гревот? Connect this question with what Maria has said. Perfection. Поврзете го ова со она што го кажа Марија, со совршенството. Because if we live in sin, we cannot. Okay. So you understand, it's about overcoming sin, possible or not possible. Значи, главната тема на некој начин е дали е можно да се победи гревот или не. Now, we have studied, I think, in 9 meetings, or let's say, let's count together if you want, the subject of overcoming sin. Сметам дека во we had 10 altogether. Yes, 10. Yeah, but okay. Значи, во 9 сите till now. Huh? Till now, Yes. without this. Значи, во сите 10 предавања кои што ги поминавме до сега, зборувавме we talk about the We talk overcoming sin. Значи, зборувавме токму за тоа како да се победи гревот. At every meeting we stayed here 1 hour and a half, plus minus. Секоја наша средба, секое предавање траеше плюс минус околу час и пол. In this evening, I want to show you how you can understand this subject in 10-15 minutes. Ова вечер би сакал да ви покажам за тоа како можете да ја разберете оваа тема во 10-15 минути отприлика. Without going into theological philosophy. Без да навлегуваме во теологија, филозофија и така натаму. Simple going to the Bible Едноставно со тоа што ќе отвориме Библијата and reading the Bible. и ќе читаме таму. Please open your Bibles in Luke chapter 5. Да ги отвориме своите Библии во Евангелие по Лука, 5 поглавје. And I ask you to read from verse 18 5 поглавје Лука, ќе ве замолам да читаме од 18 стих, to 24. од 18 до 24 стих. Лука, 5 глава, од 18 до 24. И ете луѓето донесоа на постела фатен човек и гледаа да го внесат и да го положат пред него, пред Исуса. И бидејќи не најдоа од каде да го внесат заради множеството,
се искачија на покривот и го спуштија низ отвор, со се постела на средина пред Исуса. Кога ја виде нивната вера, рече: човеку, ти се опростуваат гревовите. Тогаш книжниците и фарисеите почнаа да размислуваат, велејки: кој е овој кој хули на Бога? Кој може да ги простува гревовите освен единиот Бог? А Исус, кога ги созна нивните мисли, во одговор им рече: зошто размислувате така во своите срца? Што е полесно да се рече: ти се простуваат гревовите, или стани и оди? Но да знаете дека човечкиот син има власт на земјата, да ги простува гревовите. Му рече на фатениот. Тебе ти велам, стани и дигни го својот одар и оди си во својот дом. Now, a certain man lying on a bed was brought to Jesus by some men. Значи, некој човек од други луѓе бил доведен пред Исуса, значи легнат на кревет, на постела. What they wanted to do? И што сакале тие да постигнат? Што сакале да направат со ова? Why they were coming with this man to Jesus? Зошто го донеле овој човек при Исуса? Because he believed that if we meet with Jesus, he will be killed. So for healing, Значи за да оздрави, agree? да биде исцелен, се They were служуваме. bringing this man for healing, physical healing. Значи го донесуваат човекот кај Исуса за да физички биде исцелен. Now, when they put that man in the house, Значи to the roof, кога го внеле преку покривот човекот внатре во куќата, Jesus knew that this man had two problems. Исус знаел дека човекот се соочувал со два проблеми And it was in need for two healings. и имал потреба од два вида на исцелување. One was physical, Че едното исцелување било она физичкото, the other one was spiritual. но имал потреба и од духовно исцелување. And when Jesus is looking to him, he is saying, verse 20, И кога Исус ќе погледне кон него, вели во 20 стих: Man, thy sins are forgiven. човеку ти се простуваат гревовите. Now, this man was brought there for physical healing. Значи човеков е донесен кај Исуса за физички да биде исцелен, Jesus is forgiving his sin. а Исус му ги простува гревовите, како што гледаме. Why? Зошто е тоа така? Because sin is affecting our body, Yes. our health. But let's see what's happened. Добро, во ред, меѓутоа ајде да видиме што се случува овде. The scribes and the Pharisees start speaking one each other. Книжниците и фарисеите почнуваат разговор меѓу себе, Not being agree with the fact that Jesus can forgive sin. не служувајќи се со фактот дека Исус може да простува гревови. For them, only God can forgive sin. Според нив само Бог е тој кој што може да простува гревови. And they did not see in Jesus God manifested in the flesh. А тие во Исуса не можеле да го видат Бога кој што дошол во тело. But Jesus perceived their thinkings Меѓутоа Исус ги видел нивните размислувања and start to speak with them. и почнал да разговара со нив. In verse 23, he asks something very interesting. He asked them, Во 23 стих им поставува едно интересно прашање на фарисеите и книжниците. Што е полесно да се рече, ти се простуваат гревовите или стани и оди? 23. so Jesus asked a very simple question. Исус им постави едно многу едноставно прашање. What is more easily to be done? Што е полесно да се направи? To say, thy sins are forgiven, Да се рече, ти се простуваат гревовите, or rise up and walk? или стани и оди? Now, let's read verse 24. И сега да го прочитаме 24 стих.
Но да знаете дека човечкиот син има власт на земјата да ги простува гревовите. Му рече на фатениот, тебе ти велам стани и дигни го својот одар и оди си во својот дом. So, in order that to show that he has the power to forgive sin, Со цел да им покаже дека тој ја има моќта да простува гревови, he says to the sick man, rise up, му се обраќа на болниот и му вели стани, take thy couch and go thine home. земи ја својата постела, својот одар и оди си дома. Now, please, look in your Bible Ќе ве замолам погледнете во своите Библии and let's see what is more easier to say. и да видиме што е полесно да се каже. Thy sins are forgiven thee, or rise, take up your bed. Што е полесно? Ти се простуваат гревовите или пак стани и оди? So for Jesus was more easily to heal him than to forgive him. Значи за Исуса било полесно да го исцели отколку да му прости. Така ли е, ли? What do you think? Што мислите, дали е така? It's the same for him. Yes, for Jesus is the same. За Исуса е исто, мислам. Why? Ништо нема потешко. Because Jesus is the Word. Затоа што Исус е Словото. He was the creator of everything that exists. Тој е создателот на се што постои, се што гледаме. When he speaks, Кога тој ќе проговори, what he is saying becomes to exist. она што ќе го каже, станува стварност, мислам, почнува да постои. When Jesus is saying to somebody, rise, take up your bed and go home, Кога Исус му се обраќа на некого и му вели стани, земи го ја својата постела и оди, the Word who created the universe is at work to accomplish what he said. Словото кое што го создаде светот, односно универзумот, е на дело да го направи она што тој го кажал, го изустил. If that man was agree with his word, what Jesus said, it's a reality. If man was agreed. Ако човекот ќе се сложи со она што Исус го кажува, тогаш она што тој го кажува станува реалност. So in order to show the power of forgiveness, Значи со цел да ја покаже силата на простувањето, Jesus is presenting the power of healing. Исус ја представува и ја прикажува моќта, силата на исцелувањето. For him is the same, to heal or to forgive. За него е исто, дали да исцели, дали да прости, се исто е. Do you understand? Дали го разбираме ова? Where do you have that power? Where do we have the power of forgiveness or the power of healing? Каде имаме таа сила? Каде се наоѓа таа сила? Силата на простувањето и силата на исцелувањето. Where is the power? Каде е силата? In the word. Yes, in the word. Во Словото. In what Jesus is saying. Во она што Исус го кажува, таму е силата. Now, let's go in John, Gospel to John, Да отвориме сега во Евангелието според Јован, chapter 8, 8 поглавје, and let's read verse 11 because you are familiar with the context. да го прочитаме само 11 стих, затоа што знаете за што станува збор овде, за жената фатена во прелюба. 8:11, Јован. Таа, жената, значи, одговори, ни еден Господи, на прашањето нели дали некој те осуди, ни еден Господи. Исус рече, ни јас не те осудувам, оди си и од сега не греши повеќе. Now, a question. Е сега прашање. When God said to this woman, go and sin no more, Кога Господ Исус и се обраќа на жената и вели, оди и не греши повеќе. what is different for the other, comparing with the other two utterances,
thy sins are forgiven, or rise up, take your bed. Која е разликата овде во однос на други ситуации каде што ова на што претходно го видовме, каде што Исус вели ти се простуваат гревовите или пак стани и оди. Која е разликата од оваа ситуација до таа? Има ли разлика? What is different? Што е разликата? Во првиот случај Исус кажува опростени се гревовите, а тука акцентот е на Оди и не греши. оди и не греши веќе повеќе, значи не греши. In the first case, Jesus emphasized that part that the sins are forgiven. But in this case, the accent is put on the part go and sin no more. Yes, I'm agree. Добро, That's the се сложувам со difference. тоа, да, тоа е една разлика, да. But if Jesus says to her, "Go and sin no more," it is clear that he forgave her. Меѓутоа, кога Исус и вели оди и не греши повеќе, јасно е дека веќе и простил. Maybe you don't understand what I'm asking. Може би не ми го разбирате прашањето. I will repeat again in regard to the first two utterances of Jesus. Ќе повторам уште еднаш. Thy sins are forgiven. Ти се простуваат гревовите, беше во првиот случај. Rise up, take up your coach and go home. Стани, земи ја постелата и оди си дома. Go and sin no more. А овде вели оди и не греши повеќе. Do you see a difference between these sayings of Jesus, these words of Jesus? Дали гледаме разлика во овие обраќања Христови? Повторно словото, значи, има улога. Иди и не греши, значи тоа е има Мок, сила словото. сила да и дава на таа особа да не греши. Again, the word is in power. The word has a power to that person, the woman, to go and sin no more. Thank you very much. Ви This is, благодарам. Тоа е тоа. you catch the idea. Ја свативте идејата. So the word who had the power to forgive Значи, истото слово кое што има моќ да прости, is the same word who has power to heal, е истото слово кое што има моќ да исцели, is the same word who has power to stop or to keep us from sinning. и тоа е истото слово кое што може да не сочува во една безгрешна состојба, да не грешиме. Значи. Here we can find the power of forgiveness. Here. Here. Овде можеме да ја најдеме моќта на простувањето. Here, in the words of Jesus, we can find the power of overcoming sin. Овде во овие Исусови зборови можеме да ја пронајдеме и моќта, силата за победа над гревот, како да го победиме гревот. That's why it's very important for us to be very familiar with Jesus. Затоа е многу важно да бидеме блиски со Исуса. Because he will protect us from our temptations. Затоа што тој е оној кој што ќе не заштити за време на искушенијата. The gospel that Satan does not want you to understand Она евангелие кој што ѓаволот не сака да го разберете, is that the same word who said, "Your sins are forgiven," е дека она исто слово кое што вели ти се простуваат гревовите, have power to accomplish what it's saying. ја има моќта да го оствари она што го кажува. The same word that is telling to a demon, "Go outside from this man," has power to accomplish what he's saying. Истото слово кое што вели на демонот напушти го овој човек, ја има моќта да го оствари тоа. The same word that asked a blind man, "Do you believe that I can?" has the power to give again the sight of a man. Истото слово кое што му се обраќа на слепиот и му вели дали веруваш дека имам моќ да те исцелам да прогледаш. The same word that said, "Yes, I want, be cleansed," has the power to clean a skin. Истото слово кое што вели да имам моќ да те исчистам, да те исцелам, ја има таа сила да ја очисти кожата на човекот. And is the same word, the same power И тоа е истото слово, истата моќ,
when He's saying to us, go and sin no more. Кога ни вели оди и не греши повеќе. This is the gospel. Тоа е евангелието. Satan tried to split the word in regard to healing, demons, and other stuff from the power of overcoming sin. Сатаната се обидува да го оддели оној дел, моќта на Словото да исцели, да изгонува демони, од моќта на Словото да ни помогне да го победиме гревот. But is the same power. Меѓутоа станува збор за истата моќ, истата сила. Now tell me, do we believe God and His word Сега кажете ми, дали ние му веруваме на Бога и на Неговото Слово? if we believe in His miracles and His forgiveness? Ако веруваме во Неговите чуда, во Неговото простување, But we don't believe in the power that He gave us to overcome sin? но ако не веруваме дека Тој ни дал моќ и сила да го победиме гревот, дали на тој начин ние веруваме во Словото? We don't believe. Не веруваме. Now, if we don't believe the word, we are what? Тогаш, ако не му веруваме на Словото, тогаш што сме? We are atheist. Тоа сме атеисти. И све исти. We must believe the word. Мора да му веруваме на Словото. Now, I invite you to open the Bible in Ezekiel chapter 20. Ајде сега да отвориме Библијата во Езекиел 20 поглавје. 11, excuse me, 11, Сепак 11. 11 поглавје Езекиел. read from there verse 19 and 20. Да ги прочитаме од 11 поглавје од книгата на пророк Езекиел 19 и 20 стих. Езекиел 11, 19 и 20. И јас ќе им дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во нив. Ќе го откорнам од нив нивното камено срце и ќе ставам во нив срце од месо, за да одат по моите наредби и да ги чуваат и да ги вршат сите мои закони и тие ќе бидат мој народ, а јас нивен Бог. So God promised something to us, Значи, Господ ни ветил нешто, that He will give us a new heart, дека ќе ни даде ново срце, that He will give us a new spirit, ќе ни даде нов дух, that He will take our stony heart ќе го одземе каменото срце and He will give us a heart from flesh. и ќе ни даде меснато срце. For what? Заради која причина? That they may walk in my statutes and keep my ordinances. За да одат по моите наредби и да ги чуваат и да ги вршат сите мои закони. Clear Дали е јасно? as crystal. Кристално јасно. The word of God spoke, Божјето слово проговорило and it was so. и видна така. Do you believe this? Дали веруваме во ова? This is the power of forgiveness. This is the power of healing. This is the power to overcome sin. Тоа е таа истата сила која што простува, која што исцелува и истата сила со која што може да се победи гревот. What's happened if you don't believe these words? Што се случува доколку не верувате на ова што сега говориме? Што претходно го кажавме. So God said to you, to me, to everyone, Значи Господ ни се обреќа, мене, на вас, на сите нас. I'll give you a new heart, I'll give you a new spirit, Ќе ви дадам ново срце, ќе ви дадам нов дух, because I want you to keep my laws. затоа што сакам да ги држите моите заповеди. And if we say we cannot keep your laws perfectly, И ако му кажеме, Господе, ние не можеме да го држиме совршено твојот закон, твоите заповеди, so if you don't believe the words of God from Ezekiel 11 with 20, значи ако не веруваме во овие зборови од Библијата, во Езекиел 11:20, what we are doing? тогаш што правиме всушност?
choose death. Let's open the Bible in 1 John chapter 5. Read there verse 10. Да отвориме во прво Јованово послание, 5 глава, 10 стих. Прво Јованово 5:10. Прво Јованово 5:10. Кој верува во Божиот Син, го има сведоштвото во себе. Кој не му верува на Бога, го направил лажец, зашто не поверувал во сведоштвото кое Бог го сведочил за својот Син. Do you understand? Дали го разбираме овој стих? Those who don't believe the words of God are saying that God is a liar. Оние кои што не му веруваат на Божјото Слово, тие велат дека Бог е лажец. This is what the Bible is saying? Тоа ли го вели Библијата? Okay. Now tell me, what will happen in the day when God will be judged? И сега кажете ми, што ќе се случи во денот кога на Господа ќе му се суди? The God will be judged. God will be judged, yes? Да, да. You didn't knew this? Не го знаевте ово нешто? God will be judged. На Господа ќе му се суди, тоа е на обвинителна клупа. Let's find out what will happen in the day when God will be judged. Ајде да видиме што ќе се случи во денот кога на Господа ќе му се суди. Open please Romans chapter 3 and read verse 4. Потивко, Римјаните 3:4 да отвориме. Romans 3 verse 4. Римјаните 3 глава 4 стих. Стих. Далеку од тоа, но Бог нека е вистинит, а секој човек лажец, како што е напишано, да бидеш оправдан во своите зборови и да победиш кога се судиш. In the day when God will be judged, На денот кога на Господа ќе му се суди, God will be justified in his words. Господ ќе биде оправдан во она што го кажал, во неговите зборови. And those humans who do not believe God's words А оние кои што не поверувале на Божите зборови, will be proved as liars. ќе се докаже дека биле лажливци. Is this what the Bible is saying to us? Дали ова го читаме во овој стих? Look there. Погледнете. Let God be true, but every man a liar, Но Бог нека е вистинит, а секој човек лажец, како што е напишано. as it is written, Како што е напишано. that you might be justified in thy sayings, Да бидеш оправдан во своите зборови and my overcame when you are judged. и да победиш кога се судиш, кога ќе ти биде судено. In the great controversy theme, God is judged by the universe. Во големата борба, во темата на големата борба, на Господа му се суди од страната на универзумот. Because Satan accused him that he has a law that must be changed. Затоа што ѓаволот го обвинил дека неговиот закон треба да се промени. And God will prove that his law cannot be changed, А Бог ќе потврди, ќе докаже дека неговиот закон не може да биде променет. working through the church to show this. Правејќи го тоа преку црквата, за да го покаже тоа. That's why the church is called to vindicate the character of God and to vindicate the law of God. Затоа црквата е повикана да го одбрани Божиот карактер и да го одбрани Божиот закон. That's why we are called to stop sinning, Затоа сме повикани да престанеме со гревот. because we must be witness for God when he is judged. Да престанеме да грешиме затоа што ќе бидеме сведоци
пред Бога кога ќе му биде судено. He said, I will give them a new heart, I will give them a new spirit in order for them to obey. Тој вели, ќе ни даде ново срце, нов дух, со цел да му бидеме послушни. And what God was saying will be called to judgment. А она што Господ го кажал, за тоа ќе му се суди. In that day, God will be vindicated and every man will be called a liar who do not believe the word of God. И во тој ден Господ ќе биде одбранет, а сите оние кои што не верувале во неговото слово ќе бидат најдени како лажливци. We go back to John chapter 5. Одиме назад во Евангелието по Јован, 5 глава, Please read verse 14. да го прочитаме 14 стих. Јован 5, 14. Потоа Исус го најде во храмот и му рече: Ете, оздраве, не греши повеќе, за да не те снајде нешто полошо. Sin no more. Не греши повеќе. Simple. Едноставно. But in these words is the power of God. Меѓутоа, во овие зборови е Божјата сила. If you believe the words, you are forgiven. Ако верувате на кажаното дека ви е простено, You should believe the words, sin no more. тогаш треба да верувате и на овие зборови. Не греши повеќе. Why? Зошто? Let's read a quote from Ellen White. Да прочитаме еден цитат од Елен Вајт. Do I have it here? Yes, I think she's explaining more beautiful than me. No. Prophets and Kings. Okay. That's the one. Мислам дека таа подобро објаснува и од мене самиот, па затоа да прочитаме. Спасителот го со благиот допир на благодатта ги исфрла од душата немирот, несветите амбиции, менувајќи го непријателството во љубов и неверието во доверба. Кога тој и говори на душата велејќи следиме, магијата на светската привлечност е растурена. На тонот на неговиот глас, духот на алчност и честолюбивост го напушта срцето, а луѓето стануваат ослободени, односно слободни да го следат. At the sound of his voice, На тонот на неговиот глас, the spirit of greed and ambition flees. духот на алчност и честолюбивост го напушта срцето. The same is happening with every other sins. that we have. Истото тоа се случува и со сите гревови што би можеле да ги имаме. The problem is that we are not accustomed with his voice. Меѓутоа проблемот е затоа што не сме навикнати на неговиот глас. And sometimes we do not want to hear his voice. А понекогаш и не сакаме да го слушнеме неговиот глас. And that's why power is not ours. И затоа не можеме да ја поседуваме таа сила. That's why we cannot overcome. И затоа и не можеме да го победиме гревот. That's why we are still sinning. Затоа се уште грешиме. And some of us have tried to discover a theology of sinning till Jesus comes. А некој од нас и од тие причини си пронашол, се обидел да продаде ново учење, дека ќе си грешиме се додека Исус не дојде. Speaking against the power that Christ gave us when he says to us, go and sin no more. Зборувајќи на тој начин против силата која што Господ ни ја дава кога ни вели оди и не греши повеќе. But when we ask him to speak with his voice for us, Меѓутоа кога ќе го to speak with his voice for us, Меѓутоа кога ќе го замолиме да проговори со неговиот глас за нас, he will speak. тој ќе проговори. And if we want that what he is saying to be accomplished, it will be done so. И ако сакаме она што тој го вели да се исполни, и ќе се исполни. This is the answer, the simple answer of the Bible Ова е едноставниот одговор на Библијата for the question, do we
may overcome sin? На прашањето дали можеме да го победиме греот. How perfect is perfect? Колку совршено е совршеното? Can we absolute be perfect? Дали можеме ние апсолутно да бидеме совршени? The answer is in the power of the word. Одговорот е во силата на Словото. Say no. If you say no, Ако кажете не, еве како некој што кажа, you will place Jesus under Satan. you? You will place Jesus under Тогаш Satan. го поставувате Исуса под сатаната. Значи сатаната е помоктиот. You will say that the words of Satan are true and the words of God are a lie. Тогаш велите всушност дека зборовите на ѓаволот се вистинити, а дека Бог, она што го вели, е лага. Say yes А ако кажете да, and it will be a reality for you. ако кажете да, тоа ќе стане и реалност за вас. If you say yes to Jesus, Ако му кажете да на Исуса, he will do what he is saying. тој ќе го стори она што го вели. When he created us, Кога не создал, he did not ask us if we agree to be created. не прашал дали се сложуваме да бидеме создадени. Do you believe that he created us to live in sin? Што мислите, дали тој не создал нас за да живееме во грев? Do you believe that he created us that every day when he looks at us to see the character of Satan in us? Дали верувате дека тој не создал за да секој ден гледајќи на нас го гледа карактерот на сатаната во нас? No. He created us Тој не создал to recreate in us his character. да го ресоздаде во нас неговиот карактер. That's why his invitation is to receive his gifts. Затоа тој не поканува да ги прифатиме неговите дарови. May the Lord help us to understand the power that is in the Word of God. Нека Господ ни помогне да ја разбереме таа сила која што е во Божјото Слово. And every day to be dependent on this power. И секој ден да бидеме зависни од таа сила. In every morning, we must say to Satan, Секој утро кога се будиме, треба да му кажеме, мора да му кажеме на ѓаволот. you lose. Ти си губитник. Christ won. Исус победи. May the Lord give us power to have lives lived in righteousness. Нека Господ ни даде сила да ги живееме нашите животи во праведност. Don't forget, Немојте да заборавите. this is the legacy of light. Ова е наследството на светлината. From where do you know? А од каде го знаеме ова? Who's the word? Кој е Словото? Yes, I know this. Да, го знам тоа. Something else. Нешто друго, кој е Словото? Who is the word? Who is the word? Кој е Словото? Да, го кажавме тоа. Yes, Тоа го знаеме. Bog, Christos, I know. Something else. Библијата. The Bible, yes, yes, yes. Something else. Нешто друго? Еј. Матијас вели Библијата. Open please the Bible in John chapter 1 and read Отворете ја Библијата во Јован прво поглавје, Евангелие по Јован прво поглавје, verse 9. и да го прочитаме 9 стих. John chapter 1 verse 9. Јован 1:9. Читам. Вистинската светлина која го осветлува секој човек доаѓаше во светот. Oh, who's the light? Кој е светлината? Jesus. Исус е светлината. So when we speak about the legacy of light, Е сега, кога зборуваме за наследството на светлината, we are speaking about the legacy that Jesus have gave us, or we speak about Jesus as a legacy for us. зборуваме за она наследство што Исус ни го дал
или зборуваме за Исуса како наше наследство. When we speak about our responsibility, Кога зборуваме за нашата одговорност, we speak about the responsibility to speak about Jesus to our children, зборуваме за нашата одговорност да им зборуваме на нашите деца за Исуса, to our parents, на нашите родители, to the church or in the church, на црквата, односно во црквата and to the world. и на светот. This is Adventism. Тоа е адвентизмот. The Word of God and the Word of God only. Божјото слово и само Божјото слово. No tradition received from men. Никаква човечка традиција. We need to go and study the Bible. Мораме да појдеме и да ја проучуваме Библијата. We need to revive the spirit of studying the Bible. Мораме да го оживееме оној дух на проучување на Библијата. We must have again the same search for the truth, for the light that our pioneers had in 1844 and Мора prior. да имаме онаа желба на истражување и на пронаоѓање на вистината како што ја имале желбата нашите пионери од 1844. My dear brothers and sisters, soon, very soon, Драги браќа и сестри, скоро и тоа многу скоро, the Holy Spirit in the power of the latter rain will be poured upon the church. ќе се излее, ќе биде излеан Светиот Дух во силата на доцниот дожд над црквата. After 1888, this happened. После 1888 ова се случило, Then the latter rain was rejected. меѓутоа тогаш доцниот дожд беше одбиен Because the church could not make the difference between tradition and righteousness by faith. затоа што црквата не можела да разграничи што е традиција, а што е праведност преку вера. When the latter rain will be poured again, Кога доцниот дожд повторно ќе се излее, if we are not capable to distinct between tradition and the word of God, ако не сме способни да разграничиме што е традиција, а што е Божјо слово, we will be in the same position, ќе се најдеме во истата ситуација, во истата позиција. in danger to reject again the power of the Holy Spirit in the latter rain. Во опасност повторно да го отфрлиме Светиот Дух во силата на доцниот дожд. May the Lord help us and keep us do not do this. Нека Господ ни помогне да не се случи тоа со нас. But He can do this only if we let Him to work in our lives. He will keep us. Меѓутоа тој може да не одржи и Only if you let Him to do this. да не одржи да стоиме на страната на вистината ако му дозволиме тој тоа да го стори. Meet together, study and pray together. Среќавајте се заедно, проучувајте заедно, молете се заедно. As less sermon as possible, Што е можно помалку проповеди, if possible, zero, ако е можно дури и воопшто, and everybody with the Bible, а сите со рацете, со Библиите во рацете, with a pen and with a notebook. со пенкало, со нотесче, Here at the church, study subject after subject. овде во црквата проучувајте тема по тема. Subject connected with other subjects. Теми кои што се поврзани со други теми, важни теми. Till all the main subjects, and not only Се доека оние важни теми и не само тие, of Adventism, адвентистички теми, righteousness by faith, great праведност преку controversy вера, theme, големата борба, sanctuary, investigative judgment, светилиштето, Christ human nature, истражниот суд, and so, Христовата човечка природа и така натаму, will be clearly understood by you from the Bible се доека не ви станат јасни од Библијата and interconnected between. и меѓусебно не ги поврзете. May the Lord help every one of us. Нека Господ ни помогне на сите нас. Um,
I think I have said that I have prepared only 90 questions for you. Мислам дека веќе ви спомнав дека подготвив само 90 Yes, I прашања. told you. And you can have meetings where you can answer to these questions. I'm planning to do that. Yeah. Okay. Значи, можете да имате средби каде што ќе одговарате на овие прашања. Another thing that will help you to advance in study Нешто друго кое што може да ви помогне да напредувате во вашето проучување is to have translated and printed some books да преведете и да испечатите некои книги that are very essential for our understanding. кои што се неопходни за вашето разбирање. За да разберете. If everything will be as planned in schedule, Ако се биде како што треба по распоред, at the end of this month you will have translated another 2 books. кон крајот на овој месец ќе имате уште 2 книги веќе преведени. The books about Dejan and Lupce told you in the morning. Книгите за кои што зборува ова утро Љупче и Дејан. This means that starting from November, Ова значи дека започнувајќи од ноември you can work at least on another 2 books. можете да почнете да работите барем најмалку на уште 2 други книги. If you will pray for this, Ако се молите за ова нешто, it is impossible that God do not listen to you. не е можно а Господ да не ве послуша. And if you will pray sincerely for this, И ако се молите искрено за ова, you will be involved in this. ќе бидете и инволвирани во таа работа, ќе имате удел. If you will not involve in this, А ако немате удел, you must understand that you didn't pray sincerely. тогаш мора да разберете дека не сте се молиле искрено. Only as a duty. Туку само како некоја должност. Please think at your salvation. Размислувате за вашето спасение. Please take into the consideration the future placed by Jesus before you. Имајте ја на ум и днината која што Исус ја спрема за вас. Rise up and step. Станете и зачекорете. Амин.